Добро вечер, почитувани слушатели, кои што се разбира и благослов Божи до сите они кои што ова вечер ќе ја слушаат емисијата Гласот на вистината. Верувам дека ќе имаме едно убаво и благословено време, ќе се дружиме заедно, ќе се дружиме со Таткото, Синот и Духот Свети. Почитувани слушатели, јас сакам да ве поздравам во името на Господа и на вистина мене ми е мило и драго што можеме повторно и оваа вечер да можеме заедно се разбира да го проучуваме Светото Писмо, да ја откриваме вистината која што е запишана во Библијата. Затоа што Библијата е единствената книга која открива вистината и која самата е вистина. Исто така мораме да знаеме дека Библијата е Божја книга, Божи збор во кој се одржи живот. И затоа во нези е сокриена вистината. Затоа што самиот Бог е вистина. Исус, додека бил на оваа земја пред 2000 години, тој самиот се представил како вистина и светлина на овој свет. Дека тој е патот, вистината и животот. Почитувани слушатели, во случајот емисијата Гласот на вистината, која што се емитува еднаш неделно, е за славата на нашиот Господ и Спасител, но меѓутоа нам ни е дадена прилика и можност да можеме да ја слушаме по благодата Божја, да откриеме, да разоткриеме или Бог преку Духот Свети да ни разоткрие и преку Неговото Слово која е всушност Неговата волја. Преку емисијата Гласот на вистината ние ја откриваме волјата Божја, се разбира со помош Божја. Затоа што понекогаш, не читајќи го Светото Писмо, ние се втуфрнуваме во непотребни нешта, размислувајќи дека на еден таков начин ние му служиме на Господа и дека ние ја исполнуваме волјата Божја. Затоа е многу важно да го читаме Светото Писмо, кое денеска на сите нам се разбира ни е достапно. Без разлика во каква форма го имаме и кој превод се разбира го користиме. Така да ќе зборувам и за самите преводи, има повеќе преводи, но еден е оригиналот, од кој што се преведуваат и сите останати Библии. Почитувани слушатели, како што кажав, навистина е за мене чест, за мене привилегија да можеме и оваа вечер да се дружиме заедно, да се дружиме со Таткото, Синот и Духот Свети, како што тоа ни го налага апостолот Јован. Апостолот на љубовта, кој вели дека нашето дружење и нашето заедништво треба да биде со Таткото, Синот и Духот Свети. Во минатите емисии зборувавме за една многу битна и многу важна тема. И ја верувам дека емисијата Гласот на вистината, ако не многу, тоа малку ќе може да ви покаже, да ви помогни, размислувајќи за сите овие теми кои што во минатото ги имавме, за против речностите. Дали Библијата или дали во Библијата постои против речности. И сметам дека дадовме доволно аргументи, доволно аргументиравме и дадовме доволни докази. Пред се, основно воспоставивме темел и потоа зборувавме за тоа дали на вистина во Библијата постоја против речности. Оно што е многу битно и многу што е важно, само уште еднаш да напоменам, е убаво е да се познава Библијата на кој јазик е напишана на оригинален јазик. Затоа што ќе видиме дека Библијата е напишана на староарамејски или староеврејски, а Новиот Завет е напишан на грчки јазик. Исклучок на Евангелието на Матеј, кој што Матеј го пишува на еврејски јазик. Ова вечер повторно ќе се занимаваме со самото Свето Писмо, со самите преведувања, со постанокот на Библијата, всушност
со постанокот на Стариот Завет и со постанокот на Новиот Завет. Повторно зборуваме за Библијата. И не само што зборуваме за Библијата, ние зборуваме од Библијата, поточно од самото Свето Писмо. Не се занимаваме со некоја додатна литература, потоа со некои други книги кои се надвор од Светото Писмо, туку ние се занимаваме и оваа емисија е наклонета, одредена да зборува, се разбира, за Божиот збор, да зборува за Светото Писмо. Почитувани слушатели, ќе зборуваме за Библијата, постанок и за преведување. Една убава тема која верувам дека и тоа како ќе може да ви помогне при самото читање, кога ќе ја земете Библијата во вашите раце, во вашите домови, за да можете многу поубаво да ја разберете. Овие се многу битни факти, за да можете поубаво да ја разберете Библијата, да ги разберете текстовите кои ще се запишани, се разбира, како во Стариот, така во Новиот Завет. Затоа што, генерално кажано, точно, дека многу често пати се сопнуваме, читајќи одредени текстови, одредени пасоси, стихови, ние знаеме да се сопниме и да размислуваме дека тука постои грешка. Или во преведувачите, или пак во оригиналот, дека постои сепак некој проблем. Затоа е многу важно да ги слушаме сите овие механизми кои се емитуваат во емисијата Гласот на вистината уште од минатата 2024, еве наваму во ова нова 2025 година. Точно ние зборуваме за Библијата и даваме доволно факти, зборуваме за сите тие механизми, зборуваме поточно за авторитетот на Библијата. Зборуваме тоа дека Библијата навистина е различна. По што се разликува Библијата од сите други останати книги? Видовме дека Бог е автор на самата Библија. И така наложивме, изнесовме толку многу факти кои верувам дека ќе бидат на сите нас и на сите вас еден голем благослов да се слуша и точно да може да се направи едно систематско проучување на самото Свето Писмо. Почитувани слушатели, ова емисија нема за цел да користи филозофски речник, туку незината цел е да ја пренеси пораката онаква какво што е запишана, се разбира, во Божиот збор, во Библијата. Ниту пак да користиме некоја мудрост која е надвор од библиската мудрост, туку наше е тука да зборуваме за Библијата. Библијата доволно, па макар што и самата Библија зборува за филозофијата, за мудроста и така натаму, па дури зборува за многу други теми кои што се поврзани денеска со секуларниот живот, а од друга страна сметаме дека ги нема. Не. Проповедникот вели дека нема ништо ново, дека се е исто, она што било, пак ќе биде и она што се правило повторно ќе се прави. Затоа е многу важно да го читаме Светото Писмо и ќе откриеме многу битни, многу важни нешта за нашиот живот. Како што напоменав, она што е битно, ќе ја откриеме волјата Божја за нашиот живот и за нашето семејство. И ќе откриеме што Бог бара од сите нас. Знаете, има една многу важна и битна работа. Бог е меѓу нас. Тоа е Божјото ветување дадено кон сите нас, секој кој ќе го повика името на Господа и секој кој верува во сето тоа, ќе биде спасен. Затоа, еве ни можност, еве ни прилика да можеме да го слушаме, се разбира, гласот негов и да слушаме и да видиме што навистина Библијата ни зборува. Библијата е најстарата книга која е во употреба, се разбира, до денес. Значи, Библијата е најстарата книга. Колку што светот постои, толку и Библијата постои. Таа е всушност
Можеби не во еден ваков формат, таа постои како Бог постои, затоа што Бог е автор на самата Библија или на самиот збор Божи. Затоа вели, таа е најстарата книга која е се уште во употреба до денес. Незиниот рейтинг, кога зборуваме за Библијата, воопшто не паѓа, деку напротив, незиниот рейтинг се повеќе и повеќе и повеќе расти во денешно време. Првите страници почнале да ги пишуваат Мојсе пред повеќе од 3000 години, а последните години ги напишал апостол Јован кон крајот на првиот век после Христос. Значи, после Христос, апостол Јован Богослов ga напишал книгата Откровение, и тоа после еден век. Потребни биле околу 1500 години за да биде Библијата составена во облик како што денеска ја познаваме. Била пишувана од повеќе од 40 писатели, од кои некои биле рибари, некои цареви, ама и некои овчари. Сите тие биле водени и инспирирани, се разбира, од Духот Свети. Еве ќе отвориме во 2 Петрово и ќе видиме што таму ни е запишано. Првата глава, 20 и 21 стих. И таму вели, знаејќи го прво тоа дека ниедно пророштво од писмото не е составено кажување на пророкот, зашто никогаш според војдата не е извршено пророштво, туку светите Божи луѓе, кои биле потикнати или зборувале, се разбира, преку Духот Свети. Овие 40 мажи, кои ја преведувале Библијата, биле инспирирани, потикнати, се разбира, од Духот Свети. Стариот завет, речиси целиот, е напишан на еврејски јазик, додека Новиот завет на грчки, меѓутоа внимавајте, кој не јазик. Тоа е старо грчки јазик, кој што денеска многу ретко го употребуваат во Грција, па дури по младата популација дури да не го познава овој јазик, јазикот кој не. Некој го споредувал Стариот завет и Новиот завет со ран и доцен дожд. Еден без друг не се доволни, туку треба да се надополнуваат еден со друг, ако сакаме да имаме, се разбира, богата жетва. Иако биле потребни 15 века за да се напише Библијата, низ неја пројавувал еден дух, бидејќи незините писатели со еден дух употребувале и биле употребувани различни личности. Незиниот автор, се разбира, е Светиот Дух. Повеќе книги брзо застаруваат и постануваат неактуелни, но Библијата секогаш останува свежа и возвишена. Името Библија потекнува од грчкиот збор кој значи книга, но бидејќи таа зборува за Бог, е наречена книга над книгите. Стариот завет е составен од 39 книги. Еве, ќе ви ги, се разбира, прочитам. Првата книга на Мојсе се вика Создание, втората книга на Мојсе се вика Излез, третата книга на Мојсе се вика Левитска, четвртата книга на Мојсе се вика Броеви, петтата книга на Мојсе се вика Повторени закони. Потоа доаѓа книгата на Исус Навин, Судиите, Рута, прва, втора книга Самоилова, прва, втора Цареви, прва, втора Летописи, Ездра, Немија, Естира, Јов, Псалми, Изреки, Проповедник, Песна над песнимите, Исаија, Еремија, Плач на Еремија, Езекил, Даниел, Осија, Јоил, Амос, Авдија, Јона, Михаил, Наум, Авакум, Софонија, Аге и Захарија. Тоа се старозаветни книги, всушност тие 39 книги.
А во Новиот Завет имаме 27 книги. Вкупно всушност Библијата содржи 66 книги. Ќе ги прочитам и тие 27 книги. Евангелие на Матеј, Марко, Лука и Јован. Дела апостоли, послание на Јаков, прво послание на апостол Петар, второ послание на апостол Петар, прво, второ и трето послание на Јован Богослов, послание на Јуда, послание до римјаните од апостол Павле, до коринтијаните прво, второ, галатјаните, ефесијаните, филипјаните, колосјаните, прво, второ, солонјаните, прво, второ, Тимотеј, Тит, Филимон, евреите и книгата Откровение, како што реков, која добива апостолот Јован во островот, се разбира, Патмос. Еве неколку имена кои најчесто ги среќаваме во Библијата. Свето писмо, Божи збор или книга над книгите. Почитувани слушатели, со ова сакам да завршам, сакам да ве поздравам и сакам да ви посакам Божи благослови да имате во текот на целата, се разбира, седмица. Ке продолжиме наредната емисијата Гласот на вистината и ке зборуваме малку за постанокот на Стариот Завет. Затоа, Господ со вас нека биде и се разбира се слушаме, ако даде Господ, да бидеме здрави и живи, исто така во наредната емисијата Гласот на вистината. Пријатна вечер.